Добра вечер. Ова е емисијата Info Plus, која гледаме секој ден со почеток во 21 часот и 15 минути. За тие кои ќе го пропуштат вечерашното емитување, репризата ќе може да ја погледнат наредното утро во 10 часот. Денеска Info Plus ви го подготвив во поразлично издание. Од кои причини? Како што можете и самите да забележите, пред мене поставив благодарница и неколку реквизити во чест на започнување на една успешна соработка со културно-уметничкото друштво Танец од Миравци. Деновиве што измина, нашиот тим беше активно вклучен во проследување на великденските обичаи, а освен тоа е и медиумски покровител на една значајна манифестација како што е Ѓурамара. Да погледнеме. Покрај силната активност на странските црковно-просветни пропаганди, кои што се бореле за создавање на грчка, бугарска и српска националност во Македонија, се појавуваат македонци кои сметаат дека не се ниту грци, ниту срби, ниту бугари, туку дека се посебен народ, наречен македонци. Област која зазема големо значење во борбата за зачнување на македонците како нација е традицијата. Длабоко во раскошните народни носии, украсите и орнаментите во градските и селските куќи, самиот архитектурен стил, монасите и црквите, иностостасите, иноните, дрворезните и литературните дела ја дефинираат социјалната и политичката состојба на македонскиот народ низ историјата. Трет ден Великден, небото тивко, чиниш се родело по втор пат. Македонија го чествува овој голем празник. Чествуваат верниците, пријателите и роднините. Чествува и село Миравци, но на поразличен начин. Тимот на телеканал А1 реши да го посети ова мало селце, за кое сигурно сте слушнале од вашите постари роднини. Патувањето ни започна од Струмица, вистинско доживување кое го нуди Валандовското брдо, со одличната гледка на малиот рај, кој гордо демне над темелите на традицијата. На влезот од селото ќе слушнеш, Македонија го има Миравци, а Миравци ја има манифестацијата Ѓурамара. Ѓурамара ја знаат како огромна, автентична фолклорна традиција, која датира уште од раното владење на турците на овие простори. Символиката и самата кореографија третираат вистински настан, кој се случил токму тука во Миравци. Познато е дека оваа традиционална манифестација, изворно преку комплетната своја оригиналност, се одржува со векови едноставно во ова населено место, на третиот ден од Великден. Символиката на манифестацијата Ѓурамара е тоа многу одамна, од турско, по некое поточно видување кажуваат дека оваа традиција е околу над 100 години, 110-112 години тука некаде. Кај да брзаш, мора да подзастанеш и барем дел од своето време да го посветиш зјапајќи во шаренилата кои го опишуваат макотрпното страдање на македонскиот народ. Оваа манифестација ќе ти ја раскаже целата приказна. Хронологијата на воставениот обијач потекнува уште од раното владење на османлиите. Тогаш сите христијански верски празници, секако и најголемиот Великден, редовно се славело од страна на населението, кое под стегите на јаремот живеело на овие простори. Богат фолклор, име носија, име песни, име обичаи, го имаме тоа што скоро никој го нема тука.
и на поширок поем, да речеме, ние во Републиката или на страна, тоа што ние го носат, нашите луѓе, нашите везови, нашите носи старци. Ние имаме 4 носи, што са останали од старо време. Се одржува на секој Великден на третиот ден во Миравци, без разлика на датата, затоа што Великден е со променливи дати, он не е на иста дата. Луѓето од Миравци и блиската околина по неразлични поводи редовно се собирале насред село, па со песни, ора и обичаи ги одбележувале сите верски и домашни празници и веселби. Овие се народни прослави обично завршувале пред заоѓање на сонцето, поради стравот од золумиите што ги правеле повеќе вооружени османлиски и други насилничко-арамејски групи. Меѓу девојките на орото била и младата Мара, од убава по убава. Значи, Мара била девојка, таа потекнувала од село, таа играла оро на сред село. Ова е стара традиција која се почитува долго време и се игра многу години. Мара, значи, била многу убава девојка, затоа турците сакале да ја грабнат, но сепак таму бил Ѓуро кој ја спасил. И така со селаните Мара не била одведена од турците. Тројцата османлии ја следеле веселбата, орото и убавините на девојките. Веднаш ја забележале Мара, сестрата на Ѓуро, па заслепени од нејзината самовилска убавина решиле да ја грабнат и потурчат. Двајца од нив се фатиле на орото, првиот од едната, вториот од другата страна на убавата Мара. Пред да започне автентичниот обичај, културно-умитничкото друштво Танец од Миравци, кој е организатор на оваа манифестација, изведува кореографски од богатиот репертоар со кој располага. Друштвото е основано најпрво од 32 година, 1932 година, али работи со прекини кога се овие војните. А најголем замав зема после 60 година наваму. Потоа има престанок друштвото 2001 е основано, обновено друштвото и до ден денес работи. Може да членува секој во нашето друштво од 7 до 77 години. Ова друштво е формирано во далечната 1932 година. Од самото основање па до денес работи непрекинато, а низ него поминале доста генерации кои достоинствено ја презентираат својата култура и традиција. Во својата богата историја до сега, ова друштво има остварено многу значајни дела за промовирање на културата и традицијата. Снимени се многу документарни филмови за потребите на македонската телевизија, животот, обичаите на македонскиот народ. Ај кога се двајцата љубевне милице. Како најзначајен се издвојува документарецот за Миравшката свадба, кој е снимен во далечната 1953 година и од кој се користени фрагменти на спотот на Жена Балканска, на нашата музичка легенда Тоше Проевски. Секоја година главните организатори на манифестацијата канат гости од соседните држави. Годинава колоритноста на Ѓура Мара беше исполната од македонски и босански носи. За мелодичното преплетување на македонскиот мелос и босанскиот севдах се погрижија гостите од друштвото пријатели од Јабланица, кои со ист ентузијазам за зачнување на традиционалниот мелос работат од 2009 година. Наше друштво, културно-умчко друштво пријатели е основано 2009 година. Нашето друштво постои од 2009 година. Ние ја продолжуваме традицијата на работничкото друштво. Имавме мала пауза од почетокот на војната, но повторно се вклучивме. Нашето друштво Јабланица има 7 секции. Работиме во 3 групи: музичка секција, ликовна секција и поетско-рецитаторска секција. Овдека во Македонија се чувствуваме прекрасно, бевме одлично пречекани од нашите домајкини. Ке им раскажеме на нашите во Босна и Херцеговина. Особен акцент е ставен и врз автентичните носии. Во склоп на босанското друштво функционираат и етносекции, кои рачно ги изработуваат богатите живописни босански носии.
Ovo je tradicionalna bosanska nošnja. Ова е традиционална босанска носија. Се состои од димии, елек, кошула, огре, капа и шамија. Плетенките се вештачки. Оваа кошула е стара околу 70 години. Тоа е од мојата баба, другото јас го шиев. Во нашето друштво постојат етно секции кои имаат задача да ги шијат носиите. Нема посебна символика во боите, но колку е поживописна со повеќе бои, толку е повесело орото. Доколку се погледнат по групи, нив ги има во 7 секции и тоа во фолклорна секција со 3 групи: драмска, музичка, хорска, поетско-рецитаторска, ликовна и етносекција. Етносекцијата им овозможува на младите љубители на традиционалните носии да се вклучат во нивното изработување. Овако, ми у нашем друштву играмо све игре из бивше нам државе. Ги играме сите игри од поранешните држави. Тука се представивме со босански игри, односно игрите од Босна со претежно муслиманско население. Оваа носија ја носеле беговите и нивните сопруги. Тие се носи од градски тип. За нив е карактеристика срмен елек, девојките се украсени со свила и дукати и други украси. Другата игра е од Херцеговина и таа е поедноставен тип носија со погруби материјали, што покажува дека е посиромашна и се носи само сребрен накид кој покажува дека станува збор за сиромашно население. Инаку карактеристика за игрите од Херцеговина е тоа што се играат без музика, за разлика од оние од Босна. Изучавamo разне игре sa prostora bivše Jugoslavije. Се занимавам со фолклор веќе 10 години. Изучуваме игри од сите републики од бившите југословенски држави. Димејот е карактеристика за женските носи, елеците и така натаму. Многу сме стрекни што имаме деца од 3 до 6 години кои сакаат да ја научат играта, особено босанското оро, кое го знаат повеќе народи од бивша Југославија. Тука многу ми се допаѓа, многу сте љубезни и ете го знаете нашиот јазик, иако ние помалку го зборуваме вашиот. Настанот доби поддршка од ансамблот Бојмија од Гевгелија. Ова друштво брои околу 150 активни членови, а досега на настапите имаат продефилирано повеќе од 400 играчи. Ние се бавиме со фолклор, значи со кореографии стилизирани и нашиот репертоар значи се содржи од стилизирани кореографии и имаме и дел од изворни. Значи еве може како дел од изворните да ги спомнам, значи имаме една стенска постановка, значи од овој од Бојмискиот предел, значи Русалии, кој што го одржуваме, кој што потекнува од овој крај. Потоа и други изворни постановки кои што се од другите делови на Македонија. Меѓутоа претежно ние во нашиот ансамбл се поставуваат кореографии кои што се стилизирани, значи со стилизиран фолклор повеќе се работи. Дел од членовите на друштвото Мегдан од Богданци, нашата камера ги улови на припремите пред целовечерниот настан. Расположени за муавет, тие велат дека иако Богданци е мал град, срцето на неговите жители е навистина големо кога станува збор за зачувување на традицијата. Друштвото постои веќе 5 години, јас сум таму 4 години. Значи, свирам во оркестарот на фолклорниот ансамбл и често е задоволство ние вечерва што присуствуваме на овој прекрасен настан, прекрасно организиран настан, каде што ќе имаме прилика да видиме повеќе фолклорни ансамбли кои што ќе настапуваат, да ги видиме обичаите и традиции. Пренесувајќи се континуирано од поколение на поколение, согласно со битот и вербата на македонскиот народ во продолжение на традициите, народните носии, народните песни и инструменти се главни виновници за вечното задржување на македонскиот фолклор. Професорот по народни инструменти Иван Вангелов вели дека материјалната култура представува најзначајна гранка од народното уметничко творештво. Се наоснов со значењето на македонскиот фолклор ќе ми кажете се как настанале музика, как се народот ги уславал песните, како се песните пренесувани од нели та ден денес песните се уште постојат, стариот фолклор, се најосновното и значењето на таа гранка во Македонија. Значи така, кога зборуваме за
фолклорот на еден народ, на едно брачи, мораме да спомнеме дека фолклор како фолклор е традиција создавана од народот. Значи тука нема автори, нема пишувачи на музика, пишувачи на текст. Цел народ е, ако може така, значи да се каже, оно технички е неизводливо, нели 10 души да створат една песна. Кога се пеел, народниот пејач, кога извирало од него песната, тој е пеел. Соговорникот, другарот, човекот што му правил друштво, тој е слушал песната. Значи, и кога таа песна, ако е добра, тој народен пејач ќе испее и во друга прилика. Така некако се ствараат. Значи нема оставени запишани траги од песните, затоа викаме народни песни, фолклорни песни, немаат автор. Кога зборуваме за македонскиот фолклор, како настанува песната, како настанува една народна песна на народно-пајорските игри, мораме да кажеме дека бидејќи и самиот збор народно творештво, традиционално творештво, самиот збор се кажува, тоа нема, песната нема автор, се стварале колективно, по некој начин, значи во секој друштво има некој по-талентиран човек за музика, ќе испее песната, ќе ја прифатат другите, се пренесува понатаму и така, по тој начин преку устна традиција, значи немало каде да се запишат, не биле образовани луѓето, најголем број од луѓето, немало, еве сега не снимаат, немало тонски записи, немало било какви записи и затоа таа песна останува како народна. Така се создадени, така се создавал фолклорот низ времето, така се создадени народната традиција, народната песна, народното ор. Музички инструменти имало од кога постои музиката. Уште од античко време, значи, се знае дека има музички инструменти, не се денешните инструменти, тоа се некои по-така едноставни, да не речем примитивни, не е тоа најсоодветниот збор, збор, значи едноставни инструменти кои со текот на годините се усовршуваат и инструменти како инструменти ги имаме и сега, значи како нешто на кој се изведува музиката, освен глас. Во македонската традиционална музика, значи и нашиот народ стварал своји инструменти, што нели поднаучил како ги прават комшиите. Има инструменти во нашиот фолклор, најзастапени најзастапени инструменти во изворната наша традиција, бидејќи има една друга традиција, има староградска традиција, нели? Ќе кажем и понатаму за неја нешто. Најзастапени инструменти во изворната традиција македонска се кавалот, гајдата, тамбурата, тапанот, различни други инструменти, дувачки, дудучиња, двојници, некои гусли, кеманиња, како што ги викале. И така, тоа е инструментариумот од прилика на изворната песна. Со неја се изведувале народни ора. Свири гајдаџијата и народот игра. Чукат, зурлата ја заборавив, не, зурлата е исто така застапена. И така, со тие инструменти се придружували и пејачите. Значи, луѓето што пеат, има тука во друштвото луѓе што свират и од прилика тоа така. Наспроти уметничката музика,
Поставена е така наречената народна музика или музички фолклор. Народната музика се пренесува од колено на колено, по пат на устно предание. Во Македонија постојат голем број народни песни и игри, кои го одразуваат животот, работата и обичаите на луѓето кои живеат во неа. Голем дел од оваа музика има своји карактеристични национални белези. Староградската музика е нешто понова традиција во нов бран, во некој си таму во 19 век кога настанува. Сад, не ме земете за збор околу времето, точноста на времето. Меѓутоа, така, староградската песна доаѓа како нешто ново од западните традиции. Луѓето како оделени, нели, на печалба, па кога се враќале, пренесувале староградската традиција не само во музиката, староградската традиција и во носијата, во гардеробата. Значи, ги немаме тие во староградската песна, ги немаме во староградската традиција. Луѓето се облечени градски, со костуми, со тие жените со тие раскошни фустани таму, а околу инструментите во староградската традиција се застапени веќе класични инструменти. Кларинет, виолина, гитара, тамбура, дајре. Паста има разлика. Чалгиската музика е како еден дел од... Јас така ја разберам, не е многу проучувано тој дел од традицијата, меѓутоа чалгиската доаѓа како една гранка од староградска. Тука па да, чалгиите се тие. Со чалгиската песна и со тој оркестар. Од виолина, од кларинет, од хармоника, од гитара, од тамбура. Чалгиската песна, чалгиската музика доаѓаат со овие инструменти, ама како од ориентот, како од истокот. Додека другите се некои така по-западни мелодии. Значи, еден народ се разликува, по многу нешто се разликува од другиот народ и од другите. Една од тие работи е и фолклорот и традицијата. Една од различностите по што би се разликувало од другите народи. Така, сега да не зборуваме, се разликуват по јазик, се разликуват народите. Една од работите по кои што се разликуват е традицијата, фолклорот, народната песна. Сега, значи, кога ќе слушнеме ирски народна песна, народен танец, ние нема да ја помешаме со македонска, нели? Ние ќе кажеме дека тоа доаѓа од Балканот, дури ќе го лоцираме дека тоа доаѓа од Македонија некаде. Има многу специфичности, многу е богат нашиот фолклор. Нашите мелоритмиката е многу богата. Едно богатство од мелодии, од напеви, од ритми, од тактови. И сето тоа кога ќе се вклопи во тоа една хармонија, совршена хармонија. И плюс тоа кога ќе се надобрза тука и гениот народен, народниот гений. Нашиот народ е... Јас би рекол, народите на Балканот се многу талентирани за музика. А сега, бидејќи сме ние македонци, мислиме, ние да се пофалиме, ние сме како еден од најнадарените за музика и нашиот фолклор е... Може би е тоа малку субјективно, може би малку сме пристрасни кон самите себе, меѓутоа, јас мислам дека нашиот фолклор е многу богат. Како изгледа така на прв поглед, би се рекло дека нема многу интерес. Ако погледнеме што претежно се слуша и се гледа, се емитува по големите медиуми, по мас медиуми. Меѓутоа,
Јас, како професор во музичкото училиште Боро Џони, го водам одделот за народни инструменти и за традиционална музика. Со одговорност можам да кажам дека младите кај нас се заинтересирани за нашата музика. Се заинтересирани и сакат да ја учат. Може би нема кај да ја слушат многу. Говорам за радио, говорам за телевизија, има емисии, меѓутоа јас сметам дека треба малку повеќе да се отстапи простор на музиката, на фолклорната музика, на народната музика, на традиционалната музика. Така, значи да се вратам на ова, младите сакаат, младите доаѓаат, се запишуваат кај нас, кај мене, бидејќи само јас го работам тоа во музичкото училиште. Има и така, повеќето се талентирани деца, талентирани ученици. Област која зазема големо значење во борбата за зачувување на македонците како нација е традицијата. Традицијата треба да се чува и негува. Таа не држи во живот и ни укажува на тоа кои сме ние денес. Телеканал Ајден активно ги поддржува ваквите настани, затоа чувствувајте се слободно да не контактирате на доле наведените адреси, за да започнеме една нова приказна која ќе вроди со одлични продукти. Овде јас се одјавувам од студиото, останете со нас и пријатно расположение.